Петмина земјоделци од 540 апликанти за набавка на нов трактор денеска во Штип ги добија решенијата. Со ова стартува финалната фаза од владината мерка за обнова на застарената агромеханизација кај земјоделците, вредна 206 милиони денари, изјави заменик министерот за земјоделство Трајан Димковски. Новата, модерна и економична механизација ќе помогне на земјоделците полесно да го обработуваат сопственото земјиште. Модернизацијата на домашниот агросектор е од огромно значење, затоа што модерната механизација не само што се намалуваат работните часови на земјоделецот, туку се прави и поконкурентен затоа што имаат намалени производствени трошоци. Согласно безбедносните ковид протоколи, останатите апликанти договорите ќе ги добијат на домашна адреса, појасни првиот човек на платежната агенција Николче Бабовски. Откако ќе ги заверат и потпишат овие договори, два примерока од договорите ќе треба да вратат во агенцијата, пошто може да почнат и со реализација на нивната инвестиција. Апелирам до сите, додека не го потпишат договорот, да не ја започнуваат инвестицијата. Земјоделците задоволни од дадената можност да набават нов трактор. Поголем развој по земјоделите, побрзо обработка на земјата, поекономична обработка на земјата, што поседува. Ковид состојбата е причината зошто продажната цена на оризот нема да ги достигне ланските 32 денари за килограм бел ориз, одговори Димковски на новинарско прашање. Затоа не смее да се дозволи, посочи заменик министерот, продажната цена да падне под така наречената психолошка граница од 20 денари за килограм продаден бел ориз. Доколку спадне по таа цена, целкако дека има простор за разговор, да бидеме отворени, таа комуникација постојано ќе ја имаме. Едногласна е оценката на присутните на денешното доделување на решенијата. Набавката на нова агромеханизација ќе иницира по-продуктивно производство, но и намалување на сегашните производствени трошоци, иницирани од дотраената и амортизирана агромеханизација.